Земјоделците од Македонија, а со тоа и од Кочанскиот регион, можат да достават документи за арондација на собственото земјиште, нешто што беше спроведено во поранешниот систем. Сега им се дава на собствениците на земјоделско земјиште можност да спроведат арондација на истото земјиште кое го обработуваат повеќе од 20 години. Се смогна сили да повеќе деценискиот проблем кој што се наметнуваше кај земјоделците, недозавршените арондации, кои што луѓето со ваков нерешен статус не можеа да си го остварат своите права по било кој по основ во аплицирање во нашите програми или по било кој друг основ во другите институции. Ова е една можност, се најде модел по кој што може да се постапи и да си го решат овој имотно правен статус на овие површини. Тоа се површини кои што од минатото се арондирани во комасација, арондирани блокови по потребите на претходното општество. Сега веќе може ваквите состојбе на ваквите површини да си ги регулираат и да си го добијат она кое што веќе го работат по долги години, повеќе од 20 години. Интересот е зголемен, тоа се неколку атари, најмногу се во нашиот регион се во атарот на село Долни Подлог, во атарот на Жиѓанци и атарот на Мојанци. Тоа се три атари кај што најмногу овие се до израз дојдени недозавршени арондации, па се надеваме дека и до самиот крај луѓето ќе си го остварат и до последен своето право. Во подрачната единица на Министерството за земјоделство во Кочани во тек е постапката и за поднесување документи за добивање субвенција за предаден килограм овош и зеленчук во преработувачки капацитет. Тоа се земјоделците кои што се производители на зеленчук и на овоше, кои што своите површини ги пријавија во претходниот наш рок, односно во пролетниот рок за пријавување од површина. Сега е можноста за да си го остварат своето право, оваа финансиска подршка дополнителна за предадени во преработувачките капацитети, од килограм предадени во преработувачките капацитети, и се надеваме дека и овие сите земјоделци ќе пристапат и ќе си го остварат своето право до крајот на ноември. 30 ноември е рокот за пријавување на